Според мерната станица Битола 2, денес Битола е најзагаден град во Македонија. Почна грејната сезона во Битола и на тежна марлите од опасните PM10 частички веќе ги надминуваат дозволените концентрации во воздухот. Во секое семејство има по еден заболен од канцер, широк сокак се празни, а секој ден на некролози гледаме млади луѓе. А верувате ли во глобалното затоплување? Не. Верувам, како не верувам. Да, верувам. Да. Верувам, да. Да. А кои мислите дека се главните причини за загадување на воздухот во Битола? Па загревањето на дрва и река, евентуално. Најпоќе реки, старите коли. Има многу причини, значи река е една, колите се друга, тоа што се грееме на дрва, ама мислам дека се гори медицински отпад од странство што е увезуван, како што што се прави тоа во Скопје, дека и во Битола е истото, и дека се прави некоја илегална работа, значи тука што придонесува за тоа. Во Битола рек напретежно. Човечкиот фактор најмногу. Па на луѓето се, мислам на Рек. А дали мислите дека општината превзема соодветни мерки? Не. Многу малку. Многу малку. Не, дефинитивно не превзема никакви мерки општината и треба тоа да се смени. Не ми е познато тоа. Мислам дека колку што може и да. не, мислам не. Не, очигледно е. А според вас како би можело да се намали загадувањето? Па има многу начини да се намали загадувањето, например со филтри во рек, со отпепелување, со десулфуризација и така натаму. Па, јас како што зедов на пелети, котел, така и треба и другите да земат или да земат овие, како се вика, инвертер клими и тоа е тоа. А што вие правите за да го намалите загадувањето? Па гледаме да користиме што помалце дрва, што повеќе електрична енергија. Јас немам ништо да направам, значи како поединец, треба тоа на општинско ниво да се превземе некои мерки и да се смени. Па најважно е огревот, да речем, овие што се топлат на ќумур доста загадуваат, гуми стават во парното, обично таму кај нас се случува во населбата и стварно мириса и се осеќа. И тука што може да направи општината, немојќи не. А според вас како би можело да се намали? Треба некој стручно лице тоа да го каже, значи прво треба секој добро и сам да тргне од себе, значи да не се грееме на секакви глупости и гуми, некои такви работи се палат, ама проблемот е подлабок, значи не е само така површински. Проблемот е со грањето, треба топлификација се направи. Не знам, државата треба да знае. Добро, фала ви многу.